Добро утро, јас сум Александра Вугавска, а во денешната женска рубрика ја имаме Нита Старова, координатор на програмата на Фондацијата Фридрих Еберт. Па добро утро и ви благодарам што одвоивте време да се вклучите во нашава емисија. Добро утро и од мене, ви благодарам на поканата. Вие вчера имавте една презентација на студијата за жените во Република Северна Македонија во 2020 и 2021 година. Автори на истражувањето се неколку научници од Институтот за политички и правни истражувања и вие сте една од авторките. Па на почетокот ќе ве прашам, што беше целта на ова истражување? Па, како што на сите ни е добро познато и многу се зборува за тоа во последно време, а како што и вашиот колега Ордановски сега во најавата кажа, жените го вртат светот. Односно, родовата еднаквост несомнено е битен фактор за развој на едно општество. Ја подобрува и продуктивноста, економскиот развој, позитивно влијае на добросостојба на различни социјални групи. На тој начин генерално придонесува во развојот на едно општество и тоа беше главната причина зашто Фондацијата Фридрих Еберт одлучи изминатата година да ја спроведе ова студија за жените. Односно, видовме дека постои потреба во македонското општество од една сеопфатна студија која што ќе ги измери, опише и ќе објасни позиционираноста на жените во однос на општеството, семејството, вредностите, образованието, вработувањето, политика, безбедност, како и грижата за здравјето. И направена е по примерот на спроведените студии за млади кои што Фондацијата Фридрих Еберт ги спроведе во 2014 и 2019 година. И овие студии наидоа на широк интерес од јавноста и беа користени овие податоци во креирање на многу предлог политики и проекти, па со таа цел одлучивме да ја спроведеме и студијата за жени како наш придонес во подобрување на родовата еднаквост во земјата. Да. Јас, ако ми дозволите, ќе скокнам веднаш на еден од заклучоците што вчера ги слушнав на презентацијата, а тоа е дека генералната оценка е дека во голема мера се уште имаме стереотипен пристап кон улогата на жената во општеството, иако 87% од испитаничките одговориле дека не чувствуваат дискриминација во однос на родовата еднаквост. Меѓутоа, кога им се поставиле некои поспецифични прашања, се покажало дека се уште родовата нееднаквост е всушност доминантна во општеството. Тие податоци укажуваат на степенот на свест и познавањето на родовата улога на жената, односно конкретно на родовата еднаквост во едно општество. Значи, според резултатите од истражувањето, жените за жал само на когнитивно ниво се стремат кон родова еднаквост. Може да се забележи дека да го перцепираат македонското општество како патриархално, со што традицијата е многу битна и општо прифатена за секоја жена, меѓутоа секоја од нив на некој начин се труди да се избори за своите права. За жал, нашите резултати уште еднаш потврдуваат дека жените во голема мера ги прифаќаат оваа традиционална и патриархална родова поделба. И најмногу бидејќи голем дел од времето се уште го поминуваат во рамки на семејството, што е голема пречка за било каква партиципација во другите општествени полиња. Да, вие го презентиравте оној дел што се однесува на политичкото учество на жените во донесувањето на политички одлуки. И рековте дека дојдовте до резултати кои што се загрижувачки, особено во пресред на локалните избори. Да, значи во делот за политика може да се забележи одреден напредок во родовата еднаквост во земјата, меѓутоа се уште има значителен простор за подобрување. Сега мора да го земеме во предвид и тоа дека македонската демократија е прилично релативно млада и неконсолидирана, меѓутоа и дека постои многу ниско ниво на партиципативна политичка култура генерално во земјата, па тоа се одразува и на жените исто така.
генералното нивно доживување на жените дека не се доволно представени во политиката на ниедно ниво, ниту национално, ниту локално, меѓутоа истовремено има и многу висок степен на отсуство на интерес за политичка партиципација. При тоа не се запознаени ниту со законските задолжителни квоти, ниту со платформата 50-50, значи постои едно многу ниско ниво на информираност, што се должи веројатно и на нивната незаинтересираност за политика. Меѓутоа, во голем процент се спремни да поддржат жени на кандидати на високи политички раководни функции, како премиер, председател, меѓутоа највисок е процентот на поддршка за жени градоначалнички, што, како што кажавте, во контекст на локалните избори, моменталниот број на жени градоначалнички е многу низок, односно мислам дека се 2 до 3. И е овие податоци се еден апел до политичките партии во поглед на поставувањето на кандидатите на следните локални избори, односно жените и покрај нискиот степен на интерес за политика сепак во висок степен се спремни да поддржат жени кандидати за градоначалнички. Добро, тоа е сепак еден позитивен заклучок, да речеме, од вашава студија, но мене она што ми остана исто така, што ми остави впечаток е дека жените, освен во членовите на своето најблиско семејство и пошироко семејство, всушност немаат доверба ниту во институциите, ниту во невладините организации, ниту во медиумите. Значи, се работи за една широка недоверба, би рекла, освен во семејството. Како да се промени оваа ситуација? Степенот на недоверба е многу низок и кон политичките партии, кон институциите, меѓутоа и овој степен на недоверба во поглед на политиката се покажа дека не е условен со родовата припадност, но сме подеднакво висок степен на недоверба и кон мажите и кон жените политичари. Меѓутоа и нивната проактивност на жените во општеството е многу ниска, односно не изразуваат желба за учество не само во политички партии, туку во никаква форма на организирање. Например, учество во женски организации, во синдикални организации, сега ова се должи, како што кажав и на почетокот, за отсуство на партиципативна култура, меѓутоа и на недостаток на време, затоа што жената се уште ја има онаа традиционална патриархална улога во рамки на семејството, која што одзема прилично многу време и при тоа ете во прашањето како го користите слободното време, најголемиот процент го користат во рамки на своето семејство. Затоа и довербата е веројатно насочена тука во тој дел, затоа што времето не дозволува никаква активност надвор од семејството и со тоа и степенот на информираност и заинтересираност е многу низок. Затоа и препораките кои што се дадени како што кажав, овие податоци ги нудиме од ова една интердисциплинарна студија која што сега може да понуди основа за понатамошни толкувања и анализи. Меѓутоа, оние препораки кои што ние ги дадовме се насочени пред се кон политичките партии, меѓутоа исто кон образовниот систем во креирање на родовите стереотипи, улоги. Тука образованието игра голема улога, затоа и вчера на промоцијата беше поканета министерката за образование, која што и самата потврди дека образовниот процес ќе одигра клучна улога во креирање, односно справување со овие стереотипи кои што се наметнати во општеството. И исто така сите препораки се некако насочени во делот да се овозможи пред се услови за поголемо учество на жените во сите процеси во општеството, за да потоа може да бидат мотивирани и да застапени. Пред се условите не се овозможени за нивно поголемо учество. Да, резултатите кои што ќе бидат до кои што ќе се дојде со промена на пример во учебниците каде што се представени патриархалните улоги на мажот и на жената, оние стереотипни улоги кои што вообичаено веќе ги има во учебниците и во основното и во средното, па и на високото образование, се некако долгорочни. Но што може да се направи на краток рок? Еве да кажеме за почеток, политичките партии треба да вклучат повеќе жени на раководни позиции. Сега еве на следните избори жени градоначалнички.
Потоа треба да се работи, многу е ниска свеста и на тоа кои се придобивките од вклученост на жените во процесите на носење одлуки. Кога би биле сите свесни за придобивките, веројатно и ситуацијата би била поинаква. Исто така, граѓанскиот сектор и медиумите треба повеќе да иницираат кампањи за поддршка на жените и повеќе да зборуваат на тие теми со цел информирање на широката јавност. Но истовремено треба и да се зајакне медиумската писменост кај жените, затоа што се уште во најголем дел се информираат исклучиво преку телевизијата како традиционален медиум, а потоа и од социјалните мрежи и од интернетот. Исто така и меѓународните организации треба да средствата кои што ги нудат за поддршка на организации да ги наменат повеќе кон женските организации. Тие се многу активни на терен ниво, руралните средини, меѓутоа финансиската поддршка не ја добиваат така едноставно. Исто така и локалната самоуправа треба активно да соработува со локалните женски организации со цел да ги зајакне. Значи задача која што е наменета за сите од носители на одлуки до креирање на политики, меѓутоа и до самите жени и мажи во општеството. Анита Старова од Фондацијата Фридрих Еберт. Многу ви благодарам за овој краток брифинг, за оваа сеопфатна студија. Таа е навистина опфаќа големи сфери од општеството, како здравство, генерални некои информации и така натаму, но за сега еве за овие информации ви благодарам и ќе се слушнеме повторно. Ви благодарам и вас на поканата. Имајте убав ден. Благодарам.